Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира оваа вечер ќе слушаат емисијата насловена како Глас на вистината. Мене ми е уште еднаш мило и драго и чест и задоволство да можеме да бидеме заедно оваа вечер. Всушност уште една вечер која Бог ни ја дава, се разбира по неговата милост, за да можеме да имаме заедништво. Апостолот Јован ќе каже со кого би требало да биде нашето заедништво. Со неговиот син Исус Христос. Значи, нашето заедништво е со неговиот син Исус Христос. Или со Светото Божјо Тројство, со Таткото, Синот и Светиот Дух. Потоа, во Библијата ги гледаме сите Божји ветувања дадени кон својот народ. Она што Бог го ветува, гледаме преку Светото Писмо, преку овие серија предавања, дека Тој на еден таков начин и се грижи да бидат сите ветувања исполнети благовремено. Не тогаш кога човекот сака, не тогаш кога ние сакаме, затоа што крај на крај не знаеме кога сакаме, туку Бог знае најдобро кога нам ни е потребно да биде исполнето нештото кое Бог ни го ветува на сите нас. И јас длабоко верувам дека Божите ветувања кои Бог ги ветува и се од страна на Бога, Бог во свое време ги исполнува. Затоа што Библијата ни открива и ни вели дека кога се наближи времето, Бог го исполни своето ветување дадено кон својот народ. Израел, првородениот Божи син. Кога се навршија 430 години, вика, во истата ноќ излезе сета војска Господова од куќата на робството, од куќата на Египет. Тоа пророштво беше дадено на Аврам, дека неговиот народ, од кој ќе потекнува тој народ, ќе биде под робство 430 години. И кога се навршат 430 години, Бог ќе го изведи тој народ, ќе го исполни своето ветување дека тој народ ќе излези од куќата на робството, се разбира од Египет. И затоа јас верувам дека Божите ветувања се да и амин. До сега Бог никого не изневерил, затоа што реков тој не е човек, ниту па е син човечки да се колеба. Она што Бог го рекол и неговиот збор е да и амин. Бог не се колни, како што денеска ние луѓето знаеме и да се колниме за да можеме другите да ги увериме дека им ја зборуваме вистината. Библијата ни вели дека неговиот збор е да и амин. И такви се Божите ветувања дадени кон својот народ. Да и амин. Бог не се колни, како што ние тоа знаеме многу често да го направиме за да можеме да ги увериме, се разбира, и другите. Но јас верувам уште еднаш дека ќе имаме една убава, богата, благословена вечер во која што Духот Свети ќе ни зборува. И мојата молитва е да секоја емисија не да биде мојот глас слушан, туку всушност преку оваа емисија да Бог биде прославен и да се слуша неговиот, се разбира, збор Божи, кој што апостол Јаков вели дека неговиот збор Божи е едно огледало за нашиот живот, преку кого ние можеме, се разбира, да се видиме и да осознаеме многу повеќе за нас. Се разбира, читајќи го Словото Господово, барем еве една порака до сите оние кои што се трагачи на животот, оние кои што ја бара смислата на животот, затоа што многу често пати кога луѓето не го познаваат Бога и не го читаат неговиот збор Божи, тие осознаваат дека до гробот и повеќе нема ништо. Но Библијата има 3 конкретни прашања. И не само што има прашања, туку Библијата ни дава и одговор на сите овие 3 конкретни прашања. Од каде сум, зошто сум на светот и каде после смртта би заминал јас. Затоа ве предизвикувам да ја читате Библијата и таа ќе ви даде одговор на сите овие прашања. Затоа застани, размисли и спаси се.
се разбира додека е вратата на милоста отворена. Апостолот Јован на ова ќе каже во неговата прва глава, Евангелие на Јован, првата глава, 17 стих, Словото Господово вели дека законот произлезе преку Мојсе, но милоста и благодата произлегува, се разбира, од Господ Исус Христос. И ние наваму живееме по милост Божија, иако многу настани се случува, но сепак Бог ја отвори вратата на милоста за сите оние кои што ќе го повикаат името Господово. Во Марко 16:16 вели, секој кој ќе го повика името Господово, се разбира, ќе биде спасен. Ова вечер и сите останати вечери, па и сите оние вечери кои ќе бидат пред нас, ако даде Господ да бидеме здрави и живи, се разбира, со вера ќе го повикуваме името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Се разбира, оној кој беше и кој треба да дојде. Оној кој е Алфа и Омега. Оној кој е достоен, се разбира, за чест и слава. Зборуваме за Аврам. Изборуваме за еден клучен стих каде што, или клучен збор каде што Господ му зборува на Аврам да излези од домот на неговиот татко, од родот нивни, се разбира и од нивната земја. И Аврам излага или трга, се разбира, со вера, верувајќи му на Бога. Затоа што неговиот татко, Тара, Библијата ни открива дека потекнуваше, се разбира, од Халдески, како што и потекнуваше Аврам. Но Бог сака нешто да направи со Аврам, со овој човек. Да биде татко на верата. Да биде јунак на верата. И од него Бог да подигне и да благослови, или да биде благословен целиот свет, сите народи кои што живеат на овој свет. Бог сакаше Аврам да излези од начинот на живеење, од сите негови постапки и помисли и, се разбира, размислувања. И видовме што апостолот Павле ни зборува. Како треба да размислуваме. Всушност, апостолот Павле до Филипјаните зборува дека треба да ги имаме истите размислувања или истите мисли како што ги имаше оствари Господ Исус Христос. Кога ќе очитаме Словото Господово до Коринтијаните, апостолот Павле вика: имајте ум Христов, не само мисли Христови, туку треба да имаме ум Христов, за да можеме да гледаме онака како што Бог гледа. За да можеме да гледаме преку Божја перспектива, треба да гледаме онака, се разбира, како што Бог гледа. Бог затоа направи еден нов договор со Аврам, се разбира, врз основа на неговата вера. Со посредништво на неговата вера, Бог направи договор со Аврам. Излези од татковата си куќа, јас ќе те благословам и преблагословам и ќе го умножам благословот и од тебе ќе бидат благословени сите народи на земјата. Тоа значи дека треба да се излези од еден стар систем на живеење и да се прифати, да се зграбчи Божиот систем на живеење. Подоцна гледаме како Бог му дава на Мојсе во Сине, му ги дава 10 Божи заповеди, за да може народот да ги пази и да живее според прописите на тие 10 Божи заповеди. Тоа всушност било Божи систем. Затоа, кога ќе го читаме Словото Господово, ќе го откриеме целокупниот Божи систем. Која е волјата Божја за нас? Што Бог зборува? Како треба да живееме? Не според старата природа, туку според новата природа, всушност според Исуса Христа. Нов систем Бог сакаше од Аврам да излезе од стариот начин на живеење и систем, од стариот начин на мисли, разбирање, постапки и вера. Ако зборуваме целокупно, од што ние треба денеска да излезиме, интересно, кога ќе го читаме реков Словото Господово,
ќе видиме од што треба да излеземе за да можеме да живееме се разбира според волјата Божја. Ја ќе се послужам со еден текст кој што се наоѓа, се разбира во Галатјаните. Ќе го земам само овој стих како еден пример кој што ќе посочи како би требало да се живее според Божиот систем, а како ние живееме. Ќе отвориме 5 глава, послание до Галатјаните, 5 глава, ќе читаме од 19 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Делата на телото се познати, тие се влуцва, нечистотија, бесрамност, служење на идоли, маги, непријателства, кавги, ревнувања, гнев, раздори, рацепи, зависти, пијанства, пирови и многу други слични на работи. Однапред ви велам, како што ви реков и порано, дека оние што го прават тоа нема да го наследат Царството Божјо. Еве од што треба да излезиме. Затоа што Библијата е многу јасна и гласна од што треба ние да излезиме, а се разбира да живееме според Божјиот систем. Еве што вели потоа апостолот Павле од 22 стих до 25 стих. Кој е Божјиот систем? Еве го системот кој можеме да го видиме денеска во светот. Како изгледаат луѓето? Исус вели дека секое дрво се познава по својот плод. Еве како денеска човекот би живеел без Бога и како тој изгледа. Ова е многу јасна и гласна слика. Какви сме ние со таа стара природа, со тој стар начин на размислување, разбирање и постапки. Еве го новиот систем кој Бог го дава. Тоа е всушност Божјиот систем и тоа е волјата Божја да неговиот народ живее и се придржува до Божјиот систем. Галатјаните 5 глава од 22 до 25. А плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, долготрпливоста, благоста, доброста, верноста, кротоста, врдржливоста. Против такви нема закон. Оние пак кои се Христови го распнаа телото свое со страстите своји и со своите походи. Ако живееме со духот, по духот сме должни, се разбира, и да постапуваме. Еве која е волјата Божја и кој е Божјиот систем. Како ние, се разбира, треба да живееме, а не управувајќи се по желбите на телото. Како што се реков, блудство, нечистотија, бесрамност, служење на маги, на идоли, непријателства, кавги, ревнување, гнев, раздори, рацепи, зависти, пијанства и така натаму, како што и апостол Павле им напишал претходно, им зборувал дека, како што ви кажав и претходно, дека таквите нема да го наследат Царството Божјо, се разбира. Библијата зборува дека треба да го ставиме стариот начин на живеење и да живееме според Божите параметри. Господ Исус зборува исто така кон својот народ и кон своите ученици. Излезете, народе, од нивната средина. Еве да видиме што апостолот Павле ќе каже до 2 Коринтјаните 15-та, поточно се извинувам, 5 глава, 70 стих. Тоа значи дека кога некој ќе стане христијанин, тој е веќе нова личност. Не е веќе истиот како и порано, зашто со стариот живот е веќе завршено. Започнува нов живот. Еве, тоа е системот кој Бог, се разбира, не го нуди. Значи, стариот начин на живење треба да се остави и да почнеме да размислуваме и да живееме според Божите параметри, како Господ размислува. Затоа апостол Павле вели само онака како што и Христос размислува, така треба да живееме. Павле ќе каже, јас не живеам, туку Христос живее во мене. Значи, како треба да живееме, Библијата ни дава буквално доволни докази
како ние треба, се разбира, да живееме. На новото раѓање е одличен систем, еден одличен пример како треба да се живее по Божите параметри. Значи, на новото раѓање, кое го гледаме во Библијата, преку лично покаяние, преку вера во Господа Исуса Христа, најдобро ни го опишува или не опишува како треба да живееме според Божите, се разбира, параметри. Така да во посланието Тит, ќе отвориме заедно, како што реков, во посланието на Тит, послание на Тит, ќе читаме 3 глава, 5 стих и тука ќе завршиме. Значи, послание на Тит, 3 глава, 5 стих. Тој не спаси не според извршените од нас праведни дела, туку по својата милост, преку бањата на природување и обновувањето, се разбира, на Светиот Дух. Еве како Бог не спасе и како треба да живееме. Ако даде Господ да бидеме здрави и живи, наредната емисија ќе видиме еден класичен пример, доста познат пример, доста можепати сме го читале, примерот со Никодим. Е доста интересен настан и доста интересна случка. Затоа дотоаш размислувајте, читајте Библијата и видете ја волјата Божја дадена за вас, како треба да се живее богоугоден живот според Божите мисли или стандарди кои Бог ги сака. Имајте една убава, благословена вечер и Господ нека биде со сите вас. Амин. Добро вечер и благослов Божи.